За изборите за пратеници во Европскиот парламент јавноста во земјава овој пат отвори поголема дебата и интерес, отколку пред 5 години. Тоа според дел од аналитичарите се должи пред се на конкретизирањето на комуникацијата на државава со Европската унија и тоа на повеќе полиња: укинувањето на визите, финансиската програма ИПА и очекувањето на датумот за преговори. Во сите електронски и пишани медиуми извештаите за европските избори овој пат беа видно застапени. Има дебата, ама ни достигаат клучни информации или суштински информации за таа дебата да можеме да ја подигнеме на повисоко ниво и за таа дебата да може да ни помогне на нас да изградиме национална стратегија или пристап во државава како ќе го лобираме Европскиот парламент, бидејќи ако имате гласноговорници во Европскиот парламент, ако имате луѓе кои што постојано ќе ве пропагираат или ќе се застапуваат за вас, вие сте си помогнале едноставно на својот пат кон него. Сличен став има и Ветон Љатифи од Штуловиот универзитет во Тетово. Во последно време забележан е пораст на дебата поврзана со Европската унија и изборите за Европскиот парламент, но сепак овие дебати повеќе беа на ниво на љубопитност и желба да се информира, отколку резултат на некоја поширока дебата во земјава. Љатифи смета дека остануваат уште многу нечепнати прашања за надворешната политика, бидејќи фокусот на информирањето сега беше само од аспект на тоа како ќе се одрезат резултатите на изборите во однос на интегрирањето на Македонија. Секако дека како што иди процесот на приближување и интеграција на Македонија со ЕУ, дека ќе се развива интересот, меѓутоа комуникацијата на Македонија со ЕУ се одвива на други начини, пред се моментално во рамките на ИПА програмата. Се одвива таа комуникација преку фондовите на Европската унија. Секако визната либерализација и очекувањето на датумот за преговорите. Стојковски, Љатифи и Мисев сметаат дека е нужно македонските институции и граѓани да имаат поголемо познавање за европските институции. Посуштински дебати очекуваат дури по посекуваното членство во Унијата.